По целосно реконструирање и модерно опремување, оделот за травматологија во клиниката за хируршки болести е пуштен во употреба. Инвестицијата чини 230.000 евра, а опфаќа комплетно нови електрични и водоводни инсталации, систем за грејење со капацитет на одделот од 26 кревети. Направена е реконструкција на комплетно целиот оддел со комплетно нова електрична инсталација, водоводна, значи доводна, одводна канализациона, како и промена на системот за парно грејење, промена на комплетните подови и монтажа на така наречени автоматски сензорски врати, кои што се во склоп на препораките на Светската здравствена организација за намалување на трансмисијата, односно преносот на интрахоспиталните инфекции, што да не кажам подразбира дека нема кваки на самите врати, него само со доближување до раката на сензорите се отвараат или се затвараат. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека здравството останува во врвот на владините приоритети и најави реализација на нови развојни проекти. Од 65-та наваму шајка не е закована, така што еве полека, но сигурно почнуваме да ги реализираме тие приоритети. За жал не можеме преку ноќ се тоа на кое што со децении било уништувано да го исправиме, но еден по еден приоритет ги решаваме, така што и во периодот кој што следи, здравството ќе биде еден од врвните приоритети во работата на владата. Ќе продолжиме да инвестираме. Веќе буџетот надминува 1 милиарда евра годишно кој што се инвестира во здравството. Имаме планови, имаме развојни проекти кои што во периодот што следи ќе почнат да се реализираат. Министерот за здравство најави дека ќе се реновира и оперативниот блок и ургентниот центар на клиниката. Директорот е амбициозен и веќе работи на планот за целосна реконструкција и на ургентниот дел и на оперативниот блок и се надевам дека со тоа ќе се комплетира во догледно време реконструкцијата на овој капацитет кој е важен хируршки центар во градот. На одделот работат 9 хирурзи и травматолози, а во текот на една година во клиниката, која е прва инстанца за травматските повреди на населението во главниот град, се изведуваат 1100 операции. Миријана Давидовска, Сител телевизија.